Катерина Стојкова и Весна Костова-Спасевска, кои што се подготвени. Институциите соработуваат меѓу себе кога станува збор за почитување на детските права. За соработка на Народниот правобранител со општините во насока на унапредување на правата на детето ќе ни зборува господјата Баска Байрамовска-Мустафа, заменик народен правобранител. Гледам дека и по 3 години од истекување на мојот мандат се уште ме наименуваат како заменик народен правобранител. Значи ми истече мандатот, во моментот сум државен советник во институцијата Народен правобранител, но и понатаму продолжив да работам во дело за заштита на права на деца и лица со повреđеност, каде што впрочем работам од 2006 година. Ми представува задоволство и чест денеска што сум овде помеѓу сите вас, практичари, теоретичари, меѓутоа и експерти за заштита на правата на детето. Организаторот знае дека бев на пат и прифатим да дојдам на овој настан и нема да пропуштам никогаш настан Леѓаши, од причина што во нив го гледам реткиот партнер и посветен работник во однос на промените на детските права, промените кои што значат унапредување на подобри препознавање на децата како носители на права и обврски, а не како пасивни субјекти во чие што име треба да зборуваат возрастните. Така да ми представува на вистина задоволство денеска да слушнам толку многу активности на локално ниво, бидејќи праксата на институцијата Народен правобранител всушност зборува поинаку, а тоа е дека локалните самоуправи некако ги тргнавме на страна и секогаш кога зборуваме за правата на децата, напредувањето на правата на децата, учеството, вклучувањето на децата во донесувањето на одлуки, на преден план ја имаме централната власт. И токму затоа и институцијата Народен правобранител преку оделот за заштита на правата на деца и лица со повреđеност, кој што веќе 26 години посветено работи на промени во областа на детските права, континуирано на средбите и на централно и на локално ниво укажува да се има во предвид едно, а тоа е дека децата се носители на права и обврски, децата се активни субјекти и децата треба да се прашуваат за се што се креира во рамките на локалната заедница и во рамките на централната власт. 31 година помина од ратификацијата на Конвенцијата за правата на детето, беше споменета на почетокот од неколкуте излагачи кои што се обратија и не случајно, затоа што Конвенцијата за правата на детето е всушност сублимираниот документ, кој што на едно место ги нотира, укажува на граѓанските, политичките, економските, социјалните, културните права на детето и меѓу другото укажува на нешто многу битно, што ако го примениме во пракса, ќе ги промениме работите. А тоа е да го ставиме детето во центарот на вниманието и да ги почитуваме стандардите, основните принципи. Јас ќе подсетам кои се тие, тоа се најдобриот интерес на детето, учеството на детето во донесувањето одлуки, односно сослушување на детето и почитување на неговото мислење. Се што се работи, да се работи без дискриминација на подеднаква основа и она што е основно, да се создадат услови за правото на живот, односно принципот на живот, обстанок и развој. Бидејќи, ако ги немате овие услови во пракса, ќе немате генерација со која што ќе можете квалитетно да работите. Ќе немате генерација која што може да очекувате промени кои што ќе значат подобро од моменталната состојба. И не случајно насловот на кој што треба да зборувам накратко е соработка. Да, соработка е многу битна, бидејќи како индивидуа, како правен субјект, како локална самоуправа, како институција, нема да постигнете никакви резултати, доколку на проблемот му пристапите од аспект на тоа што сама е моја надлежност. Тоа што е само моја надлежност ќе биде во моментот да почне, но таму каде што ќе прекинам, а е надлежност на МВР, ќе продолжи МВР. Таму каде што не може МВР, може образованието, ќе продолжи образованието. Таму каде што треба да се вклучи здравството, социјалната сфера, правосудните органи, медиумите, семејството да не го забораваме. Сите тие сочинуваат еден круг, еден триаголник, кој што во центарот го има детето. И тоа не значи дека ние треба да зборуваме за детето.
да ни каже што му треба. И токму тоа е партиципативноста. Во таа насока ги гледам промените на локално ниво. Како? Преку вклучување на децата и информирање на децата. Она што недостига, што го покажува нашата пракса како институција народни правобранители, дека децата не се информирани за постоењето на вакви совети, онакви комисии, кои што работат во нивен интерес. Секоја чест исклучоците, може би има и општини кои што ги вклучуваат децата, но во најголемиот број децата се на страна. Вчера имавме посета од училишта од Средно, од Велес. Ученици од 2 и 3 година зборувавме за правата, за обврските, зборувавме за конвенцијата, зборувавме за предизвиците во остварувањето на правата и стигнавме до прашањето. Каде сте вклучени? Како сте вклучени? Никако. Се изборивме во Законот за основно образование да пометнем ученичкото организирање една од формите на учество да биде ученички правобранител. Не случајно. Тоа што може детето да го направи како промена во врсничката едукација, не го може возрастот. Уште помалку институција. Ние така ги воспитуваме децата, за жал, што тие имаат алергија на институции. Алергични се кога ќе видат или кога ќе слушнат дека денеска ќе имаат посета од представници од МВР, представници од народни правобранители. Меѓутоа, кога представниците од народни правобранители и МВР во своите презентации ќе присуствуваат и ќе вклучуваат деца и ќе ги кажат работите од аспект на правата на детето, работите по интеграција. И токму затоа и локалните самоуправи треба да практикуваат такво нешто. Она што треба да го променат, според мене, како предлог е во овие совети што постојат, совети за детско престапништво, совети комисии за образование, комисии за социјала, комисии за здравство и така натаму, да формираат тело, комисија, каде што активно ќе партиципираат децата, каде што ќе има активно учество на семејството, да ги прашуваме граѓаните не само за промена на детални урбанистички планови, затоа што ако го гледате членот 22, ако не се лажам од Законот за локална самоуправа, за дело за надлежностите на општината, почнуваат со урбанизирани граѓани. И таму имате еден куп други надлежности, каде што меѓу другото со процесот на децентрализација се најбитните поврзани со децата. Образованието, здравството, социјалната заштита, безбедноста на децата, активноста на децата, градењето на децата во вистински индивиди. Формирајте ги овие комисии, овие тела. Дајте им ги потребните човечки и материјални ресурси. Отворете ги вратите за учество на децата од училиштата. Учеството на децата уште од најмала возраст. Едуцирајте ги децата во градинките дека институциите не се зло. Институциите се пријателски настроени како што сакаме да ги правиме локалните самоуправи. Едуцирајте ги учениците дека слободно може да го изнесат својот глас, своето мислење и како возрастни посветувајте им внимание на тоа мислење. Па дури и да не е во рамките на правилното, посочете им на начин на кој што најдобро ќе може без да ги навредите и повредите, да го потикнете потенцијално да бидат уште поактивни. Искористете ги можностите што постојат кај овие млади луѓе, а ги има многу. Мене ме изненадува самата помисла што на влезот ги видов децата. Не го видов Драги со подадена рака, тој беше негде овде, дури не го ни поздравив, го поздравив после. Ме израдува податокот дека овие млади деца и днината која што многу често ја споменуваме, партиципираат во самата организација, партиципираат во начинот на водење и ни даваат збор и очекуваме утре, наместо ние, да седнат и да речат народниот правобранител треба да го промени ова и ова. Министерството за внатрешни работи, судството, здравството не соодветно за децата од аспект на ова и ова. Само така можеме да ги промениме работите. Ако им дадеме можност на децата да зборуваат, ако бидеме отворени на критиката, ако ја прифатиме критиката како добронамерна и многу важно, да креираме стратегии и политики кои што ќе бидат не документ на хартија, туку кои што ќе бидат документ кои што ќе произлезе од предлозите на децата, од предлозите на заедницата и за кои што со сите маки
со сите напори ќе се обидеме да обезбедиме потребни потенцијали, потребни средства за да заживеат во пракса, бидејќи само преку пракса промените може да бидат видливи. Се надевам дека следната средба која што меѓаш ќе организира во некоја друга општина, ќе ги видиме децата, ќе ги видиме стратегиите и плановите во пракса и на каков начин и нас ќе ни улесните